Да, имаше аларми, известувања, предупредувања кои што стига на мобилните, затоа што имаше остатоци од ракети или од дронови кои што паѓа. Меѓутоа се беше прилично безбедно, меѓутоа нормално кога е таква ситуација никогаш не знаете што може да се случи. Вие со дечиња бевте? Да, бевме со две мали деца. Добро, не ни беше прва посета, меѓутоа ова беше сосема поинако искуство, така што точно летувавте, само не ни кажете? Во Дубај, да. Цело време имаше ракети, се слушаше, ги гледавме реално кога имаше. Сега имаше многу изјави дека и е мирна ситуацијата. Реално, ако зависи каде си сместен во Дубај, нели, локацијски може да е мирно, може да не е мирно. Така да и нешто се случи во Драчево, во Ѓорче Петров нема да слушнат, како и да е, фала и на владата и на цела организација во амбасадата во Абу Даби, кој што реално ни помогна да се вратиме. Ова е првата група која што се враќа од Обединетите арапски емирати. На авионот, организиран чартер авион од страна на Министерството за надворешни работи, имаше 151 патник. Најголем број македонски државјани, но имаше и неколку странски државјани, еден државјанин на Босна и Херцеговина, еден државјанин на Србија, еден државјанин на Црна Гора, двајца државјани на Косово и 4 државјани на Холандија. Остатокот беа македонски државјани. Приоритизација правевме според одредени категории на граѓани за кои што беше најпотребна итна евакуација. Очекуваме следен авион да има во вторник, каде што втора група од отприлика волкав број исто така ќе пристигне во државата. Третиот лет го темпираме кон средината на неделата, се уште чекаме да видиме да не се зголеми интересот на нашите граѓани, за да биде целосно искористен потенцијалот кој што го имаме. Покрај тоа работиме на евакуација на нашите граѓани кои што се во Бахреин, Катар и Кувајт. Тие заеднички ќе ги однесеме во Саудиска Арабија и еден авион од Саудиска Арабија очекуваме во среда да ги донесе. Веројатно авионот ќе мора да слета на територија на Косово, но ние ќе го организираме превозот од Приштинскиот аеродром до Скопје.